Ненад Костевски, по завршувањето на Мундијалот во Скопје за кадетиве во твојата родна Струга, дел си, тоест го следиш турнирот во твојот роден град. Дај ми краток осврт на настапот на Македонија на светското првенство и 13-та позиција. Па вака, го започнавме ова светско првенство со првиот надпревар против аргентинците. Изигравме, можам да речам дека лош надпревар. Како што течеа сите утакмици едно по едно, почнавме помало да се подигнуваме. Имавме добри моменти, имавме лоши моменти, се подигнувавме во некои моменти, во некои имавме пропусти кај што пропаѓавме во одбраната. И јас мислам дека на последните два надпревари го дадовме нашето најдобро, но за жал го загубивме ова светско првенство и завршивме на 13-то место. Во полуфиналето играат Египет, Португалија, Германија и Данска. Што мислиш, кој ќе биде новиот кадетски шампион? Па јас по моите изгледи гледам многу квалитет во репрезентацијата на Египет и мислам дека Египет ќе биде најголемиот конкурент за освојување на ова светско првенство. Тука исто така се многу квалитетни германците и данците. Данците ги видовме на нашиот надпревар. Еден период имавме добри моменти со нив, се држевме во игра, бевме борбени, но ето на крајот го загубивме тој надпревар против Данска. Данците се страшно квалитетни, не можеме да речеме дека не се квалитетни, исто така и германците, но очекуваме да видиме како ќе завршат тие утакмици, кои ќе бидат финалистите и кои ќе се спротивстават во финалето. Потекнуваш од тимот на Струга, беше дел од Металург 2, одигра повторно една сезона во Струга и сега следува првиот интернационален предизвик за тебе, тоа е тимот на Загреб. Како се случи тој трансфер? Па да, како што кажавте, ова ми е прва интернационална кариера, надвор што излегувам од својата родна држава. Нов предизвик е Загреб. Како настана сето тоа? Па ето, бев член најпрво во мојот матичен клуб Струга, после Струга замина во Металург 2, таму настапував 2 години и од Металург 2 се вратив исто во Струга, каде му беше првата година кога влегува во Суперлигата. Ја изиграв таа една сезона во Струга и ми излезе фантастичната понуда за Загреб, што во никој случај не сакав да ја пропуштам и го потпишав тој договор. Во Загреб странците не успеваат многу. Кои се твоите очекувања од првата сезона таму, бидејќи имаш договор на 4 сезони, ми се чини? Амбициите и очекувањата од првата сезона? Па да видиме реални, јас потпишав најмногу Загреб затоа што гледам голема иднина, се проневав таму дека можам вистински да напредувам многу во мојата кариера, кај што можам да учам, таму имам многу јака конкуренција. Се знае број 1 конкуренцијата е Златко Хорват, кој е играч поминал, кој е направил јака кариера, што можам вистински да учам од него и да напредувам исто така во мојата кариера. Па така да јас ќе пробам се што можам моето најдобро да го дадам и да се борам за позиција, секако да добивам малку по малку минутажа.